Поголеми заштеди на електрична енергија во процесот на производство, а паралелно со тоа и продуктивно искористување на работното време. Ова е само едно од можните решенија за надминување на енергетската криза која ќе ги погоди малите и средни предпријатија од производниот сектор. Вака тврдат дел од струмичките бизнисмени кои сметат дека струја се троши за 8 часа, а реално се работи по 5 часа на ден, што не е случај кај фирмите со доминантен странски капитал. Ако денеска работиме ефективни 5 сати, 5 часови работни, ние генерално толку работат во Македонија работници, освен овие фабрики кои што се со странски инвеститори, странски газди кои што работат тука, кои што стварно навистина тие 8 сата работниците работат ефективно. Не само тие, него и менаџерите. Почнувајќи од мене, ако ние не работиме од денеска, утре, дупло повеќе или 30-40% повеќе, а да заштедиме исто толку во енергијата и во други работи кои што се клучни во производството за заштеда, тогаш ние ништо нема да направиме. Значи, се зависи од нас колку повеќе работиме, тоа ќе зависи и нашиот опстанок во крајна линија. Мите смета дека зголемувањето на цената на електричната енергија ќе предизвика негативни финансиски показатели. Сега се насочуваат на задржување на работната рака, но и веќе постоешките пазари, бидејќи се намалува и куповната моќ на граѓаните. И струјата, например, би била покачена за некои се 40% повеќе, 50%, дури имаше најава да биде и 200% поскапа струја. Тогаш на нас сите нас ни се заканува што? Клуч на фабриките. На нашите мали фабрики. Ние имаме мали фабрики кои што произведуваат екстензивно производство. Ние немаме некое производство интензивно, па да кажеме сега работиме како германците, извоз секој ден, тоа нема да го осетиме. Но Македонија со ваква инфраструктура во фабриките, целосно во Република Македонија, верувајте ми, со тие кризи ќе не погоди доста, не само фабриките, туку и целиот наш народ, тоа ќе го осети многу. Дел од производните капацитети во земјава од декември се соочија и со замрзнати цени кои ќе траат до 31 јануари со одлука на владата. Делот од бизнисмените побара интервенција од стоковите резерви или директна помош од владата како субвенција, а дел кажа дека ќе се обидат да го одржат производството со цени од пред 1 декември и покрај поскупувањето на електричната енергија.